Вие следите вести на Слободен печат. Денеска е 2 јануари 2026 година, првиот работен ден во оваа година во државата. Ви ги честитам новогодишните празници, нека биде успешна, многу здравје оваа година и се разбира, уште една година најавуваме одлична дружба со Слободен печат, се што е ново и актуелно, кај нас и во светот го дознавате тука. Времето денеска повторно ладно, променливо и облачно со сончеви периоди. Попладне во западните делови ќе има слаб локален дожд, а на планините и снег. Ќе дува слаб до умерен ветер од југозападен правец. Минималната температура ќе биде во интервал од -14 до -6, а максималната ќе биде од интервал од -4 до 6 степени. Во Скопје ќе имаме променливо облачно со сончеви периоди и студено со умерен ветер од јужен правец. Минималната температура ќе се спушти до -11, а максималната ќе достигне до 30 степени. Под влијание на циклонска активност, од утре ќе биде претежно облачно со повремени локални врнежи од дожд на планините и некои од повисоките населени места од снег. Ќе дува умерен до засилен ветер претежно од јужен правец, а температурата конечно ќе биде во пораст. Првото бебе во 2026 во државава е девојче. Евгенија, родена на Полнок на клиниката за гинекологија и акушерство. Родена е со царски рез, тешка е 2,8 кг и долга 48 см, а и третото дете во семејството Камчеви. Мајката е 38 годишната Емилија Камчева. Точно на Полнок, кога новата година ги отвори своите врати, Скопје пречека најубавата вест. Се роди Евгенија Камчева, првото бебе во нашиот град, напише Орце Ѓоргиевски, нашиот градоначалник на Фејсбук. Нов живот, нова надеж и силен символ за почеток исполнет со радост и вера во иднината, додаде тој. На бебето му посака да расте живо и здраво, среќно со своите родители, со успеси што ќе ја водат напред и со живот исполнет со љубов, достоинство и можности. Новата година започна бурно за Универзитетската клиника за токсикологија, каде во првите 12 часа биле примени вкупно 31 пациент со симптоми на интоксикација. Како што информираат од клиниката, најмладата пациентка има 14 години, додека најстарата е на возраст од 44. Од вкупниот број примени 13 лица биле малолетни. Според половата структура, 21 од пациентите биле од машки, а 10 од женски пол. Иако дел од токсиколошките анализи се уште се во тек, лекарите посочуваат дека најверојатната причина за приемите е алкохолна интоксикација. Од клиниката нагласуваат дека сите пациенти се згрижани и пуштани на домашно лекување без задржани лица на болничко. 2-годишно дете е во тешка состојба на клинички центар Мајка Тереза, откако во неговото тело заврши метален фрагмент од непознато потекло, потврди на пресконференција министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Детето, според информации на Слободен печат кои ни ги дадоа дежурни доктори, ноќеска било донесено на ургентен центар во клиничкиот центар со огромно полициско присуство. Детето е во тешка состојба и е живото загрозено. Тошковски информираше дека за време на новогодишната ноќ на подрачјето на СВР Скопје се случило и едно убиство неповрзано со настанот со детето. Убиен бил турски државјанин, а уште едно лице е тешко телесно повредено во тој настан. Повредите се предизвикани со нож, а осомничениот е во бегство, изјави Тошковски. 7 лица се здобиле со телесни повреди поради употреба на пиротехника. Едно лице се само повредило со пушка во Битола. Регистрирани се 23 сообраќајни незгоди, од кои 2 со тешки телесни повреди изминатото деноноќие. Приведени се 49 лица, во најголем дел поради дрога и нарушување на јавниот ред и мир. Премиерот Христијан Мицкоски потврди дека по новогодишните празници ќе следат средби со пратеници и пратенички групи за да се обезбеди бадентерово мнозинство за избор на народниот правобранител. Слободен печат веќе објави дека премиерот не исклучува можна средба со лидерот на ДУИ Али Ахмети за да обезбеди бадентерово мнозинство за избор на народен правобранител, бидејќи ДУИ е против изборот на Фатон Саљами, предложен од Комисијата за избори и именувања, за кој тврди дека е партиски кадар на
навреди. Ќе разговараме со повеќе пратеници и пратенички групи за да се надмине овој проблем. Цениме дека треба да се надмине бидејќи е дел од извештајот што го подготвува Европската комисија за напредокот на Македонија како држава. И доколку сите сакаме да се придвижиме напред, доколку сите имаме желба да ја видиме земјата како рамноправен дел во рамки на Европската унија, тогаш не гледам причина зошто едно такво решение да не е поддржано и сето ова да не биде завршено, рече Мицкоски при посетата на Кавадарци. По заминувањето на досегашниот народен правобранител Насер Зибери во пензија, Собраниската комисија за прашање на изборите и именувањата го предложи Селјами за народен правобранител, но тој не може да биде изгласен затоа што нема доволен број пратеници за гласање по бедантер, односно не достигаат гласовите од Европскиот фронт предводен од ДУИ. Истражителите утрово брзаат да ги идентификуваат жртвите од пожарот што избувна во бар во градот Кран-Монтана на швајцарските Алпи, претворајќи ја новогодишната прослава во една од најлошите трагедии во земјата. Се уште не е јасно што го предизвика пожарот во барот Констелација, при што загинаа над 40 лица, а околу 115 други беа повредени многумина и сериозно. Швајцарската полиција предупреди дека може да потрае со денови или дури недели за да се идентификуваат сите што загинале, оставајќи мачно чекање за семејството и пријателите. Точниот број на луѓе што биле во барот кога се запалил останува нејасен, а полицијата не прецизираше колкумина се уште се водат како исчезнати. Според веб страницата на Кран-Монтана Констелација имала капацитет од 300 луѓе плюс уште 40 луѓе на својата тераса. Властите одбија да шпекулираат за тоа што ја предизвикало трагедијата, велејќи само дека не станува збор за напад. Неколку искази на сведоци објавени од швајцарските, француските и италијанските медиуми во меѓувреме посочија на прскалки кои очигледно биле поставени на шишење шампањ што ги држал персоналот на ресторанот како дел од редовната шоу програма за гостите кои правеле специјални нарачки на своите маси. Имало келнерки со шишење шампањ и мали прскалки. Тие се приближиле премногу до таванот и одеднаш се запалило, изјави Аксел, сведок присутен во времето на инцидентот за италијанскиот медиум Local Team. Има и македонеци исчезнат во пожарот во Швајцарија. Ите на апел за помош упатуваат семејството и пријателите по исчезнувањето на младиот Стивен Ивановски во Швајцарија. Тој последен пат е виден за време на пожарот што избувна во барот во познатиот зимски центар Кран-Монтана. Според информациите објавени од неговите блиски на социјалните мрежи, Стивен во кобната ноќ бил облечен во бели панталони и бел дуксер, како што ги има фотографиите на социјалните мрежи. Постои можност кај себе да ги има и специфичните очила за сонце кои ги носи на сликите. Смртоносниот пожар во Кран-Монтана ја истакнува потребата од построги безбедносни мерки на местата за масовна забава и одговорноста на властите да ги заштитат животите на граѓаните. Меѓународните напори продолжуваат за лекување на повредените и поддршка на семејствата на жртвите. Повеќе од 1000 возила се запалени, а повеќе од 400 лица се уапсени во Франција за време на новогодишната ноќ, објави Министерството за внатрешни работи во четвртокот. Вкупно 505 лица се приведени, а во 403 случаи апсењата беа претворени во апсења и притвор, објасни француското министерство, осврнувајќи се на ноќ помирна од соодветната во 2025 година, бидејќи забележа дека се регистрирани поограничени урбани немири. Министерот за внатрешни работи Бруно Ретајо доцна во средата објави дека 984 автомобили изгореле низ целата земја, околу 420 лица биле уапсени, од кои 310 биле приведени во полиција. Министерот ги нарече бројките неприфатливи. Ова насилство е производ на бруталност, отелотворена од кукавици и бандити кои напаѓаат имот на честопати скромни французи кои немаат средства да ги заштитат своите возила на приватни паркинзи, пренесува ДПА. Стотици илјади луѓе учествуваа вчера на марш и митинг во Истанбул за поддршка на палестинците во појасот Газа, мафтајки со палестински и турски знамења и повикувајќи на прекин на насилството во воено разурнатата палестинска енклава, пренесува Ал Џезира.
Демонстрантите се собраа под синото небо и покрај големиот студ маршираа до мостот Галата, каде што се организираше митинг под централниот слоган "Нема да молчиме, нема да ја заборавиме Палестина", информира новинар на АФП. На мобилизацијата присуствуваа над 400 така наречени организации на граѓанското општество, меѓу кои Билал Ердоган, најмладиот син на турскиот претседател Реџеп Тајип Ердоган. Според извори блиски до турската полиција и официјалната новинска агенција Анадолија, околу 500.000 луѓе учествувале на митингот, за време на кој биле одржани разни говори, а либанскиот пејач Махер Зајн ја извел песната "Слободна Палестина". Се молиме 2026 година да им донесе среќа на сите наши граѓани и на угнетените палестинци, рече Билал Ердоган. Венецуелскиот претседател Николас Мадуро изјави дека е подготвен за разговори за борба против трговијата со дрога, нафта или економски договори со американската влада, за време на телевизиско интервју емитувано вчера во услови на криза со Вашингтон, кој врши се поголем притисок врз Каракас и распореди армада воени бродови и други елементи на американската војска со голема огнена моќ во Карибите, пренесува Евроньюз. Владата на САД го знае ова, бидејќи им кажавме на многу нејзини представници. Ако сакаат сериозно да разговараат за договор за борба против трговијата со дрога, ние сме подготвени. Ако сакаат нафта од Венецуела, Венецуела е подготвена за американски инвестиции, како оние на Шеврон. Кога сакаат, каде сакаат и како сакаат, изјави шефот на државата, нагласувајќи дека би можеле да се разгледаат сеопфатни договори за економски развој. Ова беа првите вести на Слободен печат во оваа година. Останете во добро здравје.